почитувани пратеници, почитувани представници на медиуми, почитувана јавност. Од денеска на пленарна седница ја почнуваме расправата по дополнетиот предлог за измени и дополнување на буџетот за 2024 година. Таа представува продолжение на расправата која што ја водевме во рамки на матичните тела во Собранието, каде отворивме конструктивна дебата која што резултираше со одредени дополнувања во ребалансот, кој што денеска го представувам пред вас и јавноста. Со дополнувањето обезбедивме средства за повеќе намени за кои се укажа потреба во овој период. По амандманската расправа во Комисијата за финансирање и буџет беа прифатени два комисиски амандмани во вкупен износ од 350.169.000 денари за Државната изборна комисија за исплата на законските обврски поврзани со изборните активности. Дополнително, Владата на Република Македонија по пат на реалокација, меѓу другото, обезбеди зголемување на средства во Државна изборна комисија во износ од 1 милион денари, зголемување на средствата во Комисијата за заштита на конкуренција во износ од 200.000 денари, зголемување на средствата во Агенција за заштита на лични податоци во износ од 55.000 денари, зголемување на средствата во Оперативно-техничката агенција во износ од 20 милиони денари, наменети за одржување на опрема за следење на комуникациите, зголемување на средствата во Инспекцијски совет во износ од 147.000 денари, наменети за набавка на опрема, зголемување на средствата во Агенција за примена на јазик во износ од 750.000 денари, зголемување на средствата во Министерството за внатрешни работи во износ од 171,3 милиони денари, зголемување на средства во Царинската управа во износ од 30,5 милиони денари, зголемување на средства во Министерството за транспорт од 3,4 милиарди денари во насока на остварување на поддршка за модерни, транспарентни и финансиски стабилни општини, зголемување на средства во Министерството за образование и наука за 219 милиони денари, зголемување на средства во Македонската академија на науките и уметностите за 29,6 милиони денари, меѓу кои за научно-истражувачки проекти и за набавка на опрема, зголемување на средства во судска власт во износ од 10 милиони денари, зголемување на средства во јавно обвинителство на Република Македонија во износ од 9 милиони денари, зголемување на средства во Министерство за спорт во износ од 362.588.000 денари, наменети за капитални инфраструктурни проекти во општините во насока на остварување на поддршка за модерни, транспарентни и финансиски стабилни општини, зголемување на средства во Министерството за животна средина и просторно планирање во износ од 606.848.000 денари, наменети исто така за капитални инфраструктурни проекти во општините, зголемување на средства во Министерството за социјална политика, демографија и млади во износ од 219.450.000 денари, исто така наменети за капитални инфраструктурни проекти во општините, зголемување на средства во Министерството за здравство во износ од 79 милиони денари, наменети за дореализација на програмата за ХИВ, зголемување на средства во Министерството за култура во износ од 78.450.000 денари, наменети за капитални инфраструктурни проекти повторно во општините, зголемување на средства во влада во износ од 4 милиони денари, наменети за одбележување на годишнина од склучување на рамковниот договор, зголемување на средства во Народен правобранител за 838.000 денари, зголемување на средства во Советот на јавни обвинители во износ од 1 милион денари, како и зголемување на средства во Државниот инспекторат за шумарство и ловство во износ од 1 милион денари. Ребалансот на буџетот за 2024 година представува обид на новата влада да обезбеди ликвидност за редовно сервисирање на сите обврски до крајот на годината, со истовремено обезбедување нормално функционирање на институциите и реализација на проектите кои што имаат соодветна динамика. Со предложениот ребаланс ги исправаме пропустите направени со иницијалниот буџет, како што се недоволно испланирани средства за права кои што се со закон предвидени, средства за сервисирање на доспејани обврски и средства за поддршка на економијата.
Тоа значи да обезбедиме редовна исплата на плати, кои ќе бидат усогласени со законот во септември, да обезбедиме редовна исплата на пензиите и да го реализираме нашето изборно ветување за линеарно зголемување на пензиите во септември, да ги исплатиме доспеаните обврски и да не ги одложуваме, затоа што тоа го бара економијата во која покрај најавениот поволен кредит за реализација на инвестициите ќе се вбризгаат дополнителни 6 милиарди денари преку нивно ангажирање во реализација на проектите на локално ниво. Тој е еден од факторите со кои сакаме да ја поддржиме економијата, која, како што покажуваат податоците, забележа слаби резултати во првата половина од годината. Почитувани, управувањето со јавните финансии е сериозен предизвик пред кој сме исправени. Затоа целта на овој ребаланс е да најавиме на некој начин и по која линија ќе ја водиме фискалната политика во наредниот период. Да креираме буџети во наредните години кои ќе содржат приоритети, кои ќе имаат додадена вредност, приоритети кои ќе дадат најдобар ефект за потрошените пари на граѓаните, политики кои ќе не водат напред и кон подобро утре. При тоа да ја имаме предвид и потребата од фискална консолидација за постепено намалување на буџетскиот дефицит и јавниот долг. Фискалната политика до крајот на годината ќе биде насочена кон враќање на макроекономската стабилност и поддршка на економската активност преку постепена фискална консолидација, подобрување на управувањето на јавните финансии и одржливо ниво на капитални расходи. Да се осврнеме малку на макроекономските движења кои што се однесуваат на првата половина од годината. Почитувани, во првиот квартал од 2024 година економската активност забележа реален раст од 1,2%, со што продолжи динамиката од претходните квартали, која резултираше со низок просечен раст од 1% во текот на 2023 година. Индустријскиот сектор забележа пат од 1,2% во првиот квартал од 2024. Согласно месечните податоци за индустријско производство во периодот април-јуни 2024, продолжи негативниот тренд кај индустријското производство, односно забележа непросечен пат од 6,9% во услови на намалена активност кај сите сектори. Градежната активност забележа пат од 2,5%, што се должи на падот на градежната активност во сегментот на високоградба и специјализирани градежни работи. Земјоделскиот сектор регистрира двоцифрен пат од 19,7% по падот од 15,3% во претходниот квартал, со што продолжуваат негативните остварувања во овој сектор. Слабата економска активност во земјите од Европската Унија и соодветно на екстерната побарувачка резултираше со пат на извозот на стоки и услуги од 7,8% на реална основа. Од друга страна, увозот на стоки и услуги забележа раст од 0,2%. Од тука, нето извозот бележи негативен придонес врз економскиот раст во првиот квартал од 2024. Согласно месечните податоци за надворешно трговската размена, извозот на стоки продолжи да се намалува и во периодот април-јуни, односно порастот од 7,7% во април забележа незначителен пат од 21,6% во мај, додека во јуни падот забави на 1,4%. Во првите 6 месеци од 2024 година трговскиот дефицит е зголемен за 25,5% во споредба со истиот период во 2023 година. Во однос на бруто домашниот производ, анализиран преку расходна метода и понатаму, позитивен придонес на економската активност имаше зголемената потрошувачка, што беше постојана политика на претходната влада и поради која бруто домашниот период во периодот од 7 години просечно порасна за 1,5% наспроти растот кој што го забележувавме во минатото од 3,2%. Негативен придонес има нето извозот, додека пак бруто инвестициите за првата половина од годината имаат позитивен ефект, меѓутоа, во однос на негативниот кој што го има во 2023 година, во суштина, ние со бруто инвестициите сме на ниво од 2022 година. Може да заклучиме дека бруто домашниот производ е слика на политиките кои ги спроведуваше претходната влада. Согласно податоците од анкета за работна сила, стапката на вработеност изнесува 45,4% и е непроменета во однос на претходниот квартал.
Просечната нето плата во мај 2024 забележа номинален раст од 13,1% и раст од 8,3% на реална основа на годишно ниво. Тековната сметка на платниот биланс забележа дефицит од 185 милиони евра, наспроти суфицитот од 92,8 милиони евра во истиот квартал минатата година. Во првите 7 месеци од 2024 година инфлацијата забележува забавување на растот и стабилизирање на ниво од 3,6%. Инфлацијата во овој период во голем удел произлегува од базичната компонента која регистрира побавно намалување на цените и изнесува 5%. Кумулативно во првите 7 месеци цените на храната и електричната енергија регистрираа забавен раст од 2,6 и 2,2%, како и цените на нафтените деривати, чиј раст изнесува 1,1%, што е во согласност со движењата на светските берзи. Кредитната активност во јуни 2024 година порасна за 6,4% на годишна основа, при раст на кредитите на домакинствата од 7,1% и кредитирање на предпријатијата од 5,8%, додека вкупните депозити забележаа раст од 7,2% во услови на раст на депозитите на домакинствата и предпријатијата од 8,9% и 4,7% соодветно. По представување на макроекономската состојба во првата половина од годината, би сакала да споделам информации за извршување на буџетот заклучно со вториот квартал. Вкупните остварени приходи на буџетот во овој период изнесуваат 144,3 милиарди денари, што е 46,54% од планираните приходи за 2024. Во рамки на вкупните расходи, 133,9 милиарди денари се остварени по основ на даночни приходи и социјални придонеси, односно 48% од планираниот буџет на даночни приходи и социјални придонеси за 2024 и се за 14,4% повисоки од даночните приходи и социјални придонеси остварени за истиот период минатата година. Придонесите за социјално осигурување како изворен приход на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување, Агенцијата за вработување на Република Македонија и Фондот за здравствено осигурување се остварени во износ од 50,2 милиарди денари и се повисоки за 14,4% споредено со анализираниот период во 2023. Во првите 6 месеци во 2024 година вкупните реализирани расходи на буџетот се на ниво од 168,2 милиарди денари и се за 8,6% повисоки во однос на вкупните расходи реализирани во истиот период во 2023 година. За тековни расходи потрошени се 155,2 милиарди денари или 16,8% повисоки во споредба со истиот период минатата година. Платите и надоместоците се реализирани во износ од 21 милиарда денари и истите се повисоки за 22,7% споредено со првите 6 месеци од 2023. За стоки и услуги во анализираниот период реализирани се вкупно 10,4 милиарди денари и се повисоки за 8,6% во споредба со 2023. Трансфери до единиците на локална самоуправа се реализирани во износ од 14,7 милиарди денари. 11,2 милиарди денари се исплатени за каматни плаќања по основ на искористени кредити и издадени државни харти од вредност и се за 67,8% повисоки од реализираните каматни плаќања во 2023 година. 2023-2024 прва половина беше истата влада, 67,8% повисоки износи за каматни плаќања. Субвенциите и трансферите се реализирани во вкупен износ од 14,4 милиарди денари и истите се повисоки за 3,8% од реализираните субвенции и трансфери за периодот од 1.1 до 30.6.2023. Социјалните трансфери се исплатени во износ од 82,5 милиарди денари и нивната реализација е повисока за 15,7% во споредба со истиот период минатата година. И ако претходно споменав 14,4 дека се од прилика приходите зголемени, може да видите дека и во овој дел имало поголема динамика на трошење на расходите во однос на приходите. Од тие преку Фондот за пензиско и инвалидско осигурување се реализирани 52,1 милиарда денари
44,1 милиарда се исплатени за пензии, 7,9 милиарди денари за приватни пензиски фондови. Расходите за социјална помош реализирани се во износ од 7,4 милиарди денари. За остварување на правото за паричен надоместок во случај на невработеност преку Агенција за вработување реализирани се 836 милиони денари, а за здравствена заштита преку Фондот за здравствено осигурување реализирани се 22,2 милиарди денари. И она што е клучно, капиталните расходи на буџетот во првите 6 месеци во 2024 година се реализирани во износ од 12,9 милиарди денари или 28,62% во однос на планираните за 2024, односно 41% пониски во однос на капиталните расходи од минатата година. Буџетот во овој период се финансираше од домашни и странски извори, од буџетираните 43,1 милиарда денари предвидени за странско задолжување, во првите 6 месеци реализирани се вкупно 14,7 милиарди денари. Кај домашното финансирање, заклучно со 36.2024, реализирано е нето задолжување од 19 милиарди денари. При тоа, напоменувам дека Министерството за финансии се задолжува во согласност со донесената одлука од страна на владата за утврдување на максималниот износ на нето задолжување преку издавање на државни хартии од вредност на домашниот финансиски пазар, со која во 2024 предвиден е износ од 22 милиарди денари, значи во однос на иницијалниот буџет зборувам. Остварениот буџетски дефицит во овој период е на ниво од 23,9 милиарди денари или 2,64% од проектираниот бруто домашен производ за 2024, што представува 71,13% од планираниот за 2024. За овој период остварен е примарен дефицит од 1,3%. И како што гледате, значи дефицитот е повеќе од 20 милиарди, односно 23,9, а капиталните инвестиции се 12,9 милиарди, што јасно кажува дека сме се задолжувале за тековни расходи. Почитувани, по слабото остварување во 2023 во однос на очекуваното, податоците за економските движења во првата половина од 2024, како и неповолното меѓународно окружување, условуваат надолна ревизија на очекувањата за раст на домашната економија годинава, кој проектира на ниво 2,1% наспроти растот од 3,4% согласно предходните проекции во декември 2023. Приватната потрошувачка и понатаму се очекува да биде еден од главните двигатели на растот, поддржана од растот на расположливиот доход и од солидната кредитна активност на банкарскиот систем. Расположливиот доход е поддржан од високиот раст на платите на реална основа, како и од линеарното зголемување на пензиите, што ќе динамизира потрошувачката во следниот период. Оттаму, приватната потрошувачка се очекува да забележи раст од 2,7% на реална основа. Бруто инвестициите се очекува да забележат раст од 10%, соодветен придонес се очекува и од поефикасна реализација на започнатите инфраструктурни проекти во преостанатиот дел од годината, како и реализација на проекти од локалната инфраструктура. Јавната потрошувачка се очекува да забележи раст од 3,3% во услови на зголемување на расходите за плати кои произлегуваат од потребата за усогласување со претходно подпишани колективни договори, придружени со кратење на непродуктивните расходи за стоки и услуги. Извозот на стоки и услуги се очекува да закрепне во следниот период по падот во 2023 година. Растот на извозот, како и растот на домашната поварувачка и инвестициите, се очекува да влијаат на зголемување и на увозот на стоки и услуги, и тоа со позасилена динамика. Истиот се очекува да забележи раст од 5,4%, така што се очекува вкупниот придонес на нето извозот да биде негативен. Стапката на инфлација за 2024 година е проектирана на 3,5%, што представува значително забавување на ценовната динамика споредбена со 2023 година. При тоа се очекува стабилизирање на цените на храна и енергенси, како и поумерен притисок од базичната инфлација. Основното макроекономско сценарио е придружено со ризици кои што се оценуваат како надолни во однос на проектираниот економски раст.
Ризиците во однос на надворешното обкружување и понатаму се поврзани со геополитичките тензии, односно војната во Украина и конфликтот на Блискиот Исток. Понатамошно продлабочување на геоекономска фрагментација преку наметнување на дополнителни ограничувања на протокот на стоки, капитал и луѓе би имало неповолни ефекти врз синџирите на снабдување и берзанските цени, а соодветно на тоа на трговијата и надворешното обкружување. Ризиците за проекцијата на инфлацијата се поврзани со движењата на цените на примарните производи, односно раст на истите поради геополитичките фактори и нарушување во синџирот на снабдување, како и домашните ризици кои се поврзани со пазарот на труд и регулирањето на цените. Во однос на домашното окружување, како главни ризици се понатамошното одлагање на реализацијата на предвидените инфраструктурни проекти. Почитувани пратеници, ребалансот на буџетот во 2024 година е насочен кон ревидирање на иницијалните фискални проекции во согласност со макроекономските движења во првата половина од годината, реструктурирање на буџетските расходи за сервисирање на најприоритетните обврски, како и оптимизирање на изворите за финансирање на буџетскиот дефицит. Со ревидираните проекции на расходна страна се изврши намалување кај несуштинските трошења и кај проектите со позабавена динамика за реализација. Едновремено се обезбедија средства за доспеаните законски обврски, како и за новите политики на владата за линеарен пораст на пензии, локални инфраструктурни проекти. Со ова ниво на буџетска потрошувачка се овозможува нормално и непречено функционирање на институциите, исполнување на обврските кон меѓународните кредитори, како и подобрување на животниот стандард на граѓаните. Врз основа на ревидираните проекции на приходи и расходи на буџетот, првично планираниот дефицит од 3,4 од планираниот БДП е ревидиран на 4,9%, односно од 33,5 милиарди на ниво од 44,7 милиарди денари. Ваквото ревидирање е резултат на потребата за обезбедување на неопходни средства за непречено функционирање на институциите и сервисирање на обврските. Во однос на вкупните приходи, планирани се на ниво од 318,2 милиарди денари или повисок за 2,6%, односно за околу 8 милиарди денари повеќе во однос на иницијалните проекции со планот од 2024. При тоа приходите се очекува да бидат остварени на ниво како што беа планирани, иако не беа реализирани во првата половина од годината, но очекуваме подобра наплата во втората половина од годината. Во однос на вкупните расходи, планирани се 362,8 милиарди денари или повисоко 5,6% во однос на 2024, односно на иницијалниот буџет. При тоа би сакала уште еднаш да ги потврдиме кои беа зголемувањата, односно обезбедени средства и што беше неопходно да се обезбеди, а не беше предвидено и планирано. Исплата на плати за кои се проектирани дополнителни средства од околу 4,2 милиарди денари. Зголемувањето на платите се должи на обврските кои произлегуваат од подпишаните колективни договори и законските решенија кои беа донесени по усвојување на буџетот. При тоа, колективниот договор на УКИМ и измените на законите за високо образование и научно-истражувачка дејност. Предвидовме усогласување со минималната плата за вработените, каде минималната плата представува компонента на основната плата. Усогласување на платите според индексот на трошоци на живот за првите 6 месеци од годината, согласно одредбите од општиот колективен договор за вработените во јавниот сектор. Обезбедување на дополнителни средства за исплата на апанажи на функционерите. Исплата на пензии за кои се обезбедени дополнителни средства од 5,1 милиарда денари. За здравствена заштита дополнителни 1,7 милиарди денари наменети за здравствено осигурување, боледување и исплата на обврски. Околу 800 милиони денари се обезбедени за социјална заштита. За тир зоните дополнително 1 милиарда денари. За субвенции и трансфери за директна финансиска поддршка во земјоделскиот сектор 1,7 милиарди денари. За студентски оброк 437 милиони денари, како и средства за исплата на стипендии во износ од 207 милиони денари. За блок дотации планирани се дополнителни средства во износ од 300 милиони денари, како и дополнителни средства за извршни исплати и за поврат на средства кон Европската комисија согласно наодите на ОЛАФ, односно покривање на одредени средства кои што претходно некој ги злоупотребувал, до денеска не знаеме което и нема разрешница на
тие предмети. За исплата на камати кон домашните и меѓународните кредитори планирани се дополнителни средства во износ од 800 милиони денари и знаеме за она што го зборувавме, гаранциите за јавните предпријатија. Исто така средства предвидени, бидејќи јавните предпријатија се буквално распаднати. За локални инфраструктурни проекти за општините планирани се 6 милиарди денари. Капиталните расходи се планирани во висина од 44,7 милиарди денари, при тоа е извршено ревидирање на капиталните проекти, оние кои што се со забавена динамика, значи ги скративме, но за сметка на тоа додадовме таму каде што е известно дека ќе имаме реална реализација на капиталните проекти. Проектираниот дефицит за 2024 година во износ од 44,7 милиарди денари и отплата на долгот од 39 милиарди денари, од кои 20,3 милиарди се од надворешен долг и 18,7 милиарди денари ќе се финансираат преку домашно и странско задолжување. Значи, така е предвидено задолжувањето. Износот на државниот долг заклучно со 36 е 7 милиарди 642 милиони евра или 52,1% од бруто домашниот производ, јавниот долг 8 милиарди 871 милиони евра или 60,5% од бруто домашниот производ, врз основа на последните проекции на Министерството за финансии. Државниот долг на крајот на годината ќе изнесува 57,1% од бруто домашниот производ, а јавниот долг 66,3%. Имајќи предвид фискалните проекции со овој ребаланс, ново утврденото ниво на буџетски дефицит се наметнува потребата за консолидација на расходната страна и превземање сеопфатни мерки и активности со цел зајакнување на фискалната дисциплина и одговорност на сите субјекти на јавниот сектор, што пак подразбира и ова се предлог заклучоците кои што ги усвои владата. Буџетските корисници и единиците при склучување на колективните договори да ги имаат предвид одобрените буџетски средства и да не превземаат обврски за кои немаат обезбедено средства во буџетот за тековната година и утврдените максимални износи на расходи на среден рок. Буџетските корисници при имплементација на буџетот да не преземаат обврски на обезбедените средства со буџетот за соодветната фискална година, а оние кои остваруваат само финансирачки активности и имаат нескористени средства во форма на салда на сметки, тековното работење на институцијата наместо со буџетски средства да го финансираат со сопствените сметки. Дополнително се обрзуваат буџетските корисници континуирано да ги спроведуваат активностите за наплата на сопствените приходи на сопствените сметки, бидејќи за тоа не се грижеле во изминатите години. Но оние јавни предпријатија и трговски друштва во државна сопственост на кои државата преку буџетот им обезбедува средства за исплата на обврски по основ на задолжување активирани гаранции, до крајот на 2024 година сукцесивно за исплатените гаранции треба да ги враќаат, односно да ги уплаќаат во буџетот. Општините, јавните предпријатија и трговските друштва во државна сопственост потребно е да ги консолидираат финансиите, односно да преземат активности за наплата на сопствените приходи, како и да ги намалат непродуктивните и несуштинските трошења. Сите субјекти од јавниот сектор, согласно СПО, да ги почитуваат обврските за навремено пријавување на доспејани, а не платени обврски, согласно законските рокови. Исто така, сите буџетски корисници да преземат итни активности во рамки на своите институции и единки корисници во насока на спроведување на вонредни ревизии за утврдување на наменското трошење на финансиските средства на буџетот. Дополнително работодавачите од јавниот сектор треба да преземат и активности за спроведување на функционална анализа и последно јавните предпријатија и акционерски друштва во државна сопственост при склучување на колективните договори да побараат мислење од Министерството за финансии. Поддршката на овој ребаланс од ваша страна, кој што во суштина не ги отсликува нашите политики во целост, туку тоа е најоптималниот начин да ги надоместиме пропустите, ќе значи поддршка на граѓаните, на пензионерите, на земјоделците, спортистите, младите и бизнисот. Со него решивме некои отворени прашања и остануваме посветени да ги решиме сите предизвици кои стојат пред нас, да обезбедиме праведност и фер распределба на средствата преку поддршка на приоритетите, кои ќе значат додадена вредност. Затоа ќе одиме чекор по чекор во исполнување на нашите политики кои ги ветивме. Сите наши политики ќе се потрудиме да ги имплементираме преку буџетот за 2025 година. Ви благодарам.